Судирите во Украина ќе продолжат со пренесување и на руско тло. Енергетската криза не е во завршен циклус. Во Македонија пак продолжува треската по фотоволтаици. Неделава нов македонски енергетски форум. Покрај сончевиот брани, струјата од него, како студен туш, доаѓа предупредувањето од МЕПСО дека неговата мрежа не ќе може да го издржи преземањето и преносот од фотоволтаичната енергија. Неколку недели наназад пак соговорниците во Трилинг предупредуваа дека во државата треба да се следи логиката на диверсификација на енергетските извори. Зошто? Како енергетската зависност може да се амортизира со поголема искористеност на обновливи извори на енергија. Добре да велам за доктор Александар Дединец, енергетски фронтмен во Македонската академија на науки и уметности и еден од авторите на стратегијата за енергетски развој. Господин Дединец, како до енергетска независност? Добар ден, најпрво благодарам за поканата да бидам дел од вашата емисија. До енергетска независност е доколку се реализира стратегијата за енергетика во која што се предвидени голем број на мерки за да дојдеме до. Не можеме да кажеме дека ќе бидеме 100% енергетски независни, затоа што сега енергетската зависност на Македонија некаде 65 до 70% од енергијата ние ја увезуваме. Така да добро би било во иднина да се задржиме или да ја намалиме. Некаде со стратегијата се планира да се намали таа некаде околу 50 до 55% увозната зависност на Македонија, затоа што ние увезуваме и природен газ и нафтени деривати, а дел и од електричната енергија. Така да енергетиката треба да ја гледаме во целост, за да можеме да дојдеме до енергетска независност и да се имплементираат новите технологии. Тоа значи изградба на соларни и ветрени електроцентрали и инвестирање многу во енергетска ефикасност, која што ни е наш домашен ресурс, како и обновливите извори на енергија, и само на тој начин и заедно со електрификација на транспортот и воведување на други технологии, како што е например производство на хидроген во некоја не така блиска иднина, за да дојдеме до намалување на енергетската зависност и сведување во некои нормални граници. Дали во услови на фотоволтаична треска може да се субституира неизвестноста од увозот на струја? Да, може со фотоволтаиците може да се намали увозната зависност, особено во летниот период. Меѓутоа, исто така, сега со новите технологии може да се направи тоа и во зимскиот период. И затоа велам дека изградбата на Чебрен е доста важна, затоа што таа е всушност резерва за електрична енергија, која што резерва може да се користи во подолг временски период, за разлика од батериите, кои што исто така се добро решение. Меѓутоа, користењето на електричната енергија и складирањето во батерии има одредена трајност, значи не може да се чува таа сезона или подолго од една сезона или од една недела и така натаму, така да батериите се за некое побрзо балансирање на системот и трошење на таа енергија. Пример, во текот на денот имате поголемо производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали, ја складирате помала е побарувачката, ја складирате во батерии и на тој начин може да се искористи во текот на вечерта таа енергија, а за разлика, например, Чебрен, може таа енергија преку водата, значи кога има вишок на енергија, се уклучуваат пумпи, ја испумпуваат, ја качуваат водата повторно горе во браната и може да стои тамо, може да стои една сезона, една година и така натаму, и кога имаме недостаток да се користи таа енергија за производство на електрична енергија. Неодамна МЕПСО предупреди дека не ќе може да го преземе и дистрибуира овој тип на струја. Зошто? Да, согласно сегашните капацитети, ние како држава сме среќни затоа што имаме доста електроцентрали, хидроелектроцентрали кои што се со акумулации и тоа ни овозможува одредено чување на водата, да можеме да ја користиме кога ни е потребна. И сега тој капацитет не можеме до бесконечно да го искористуваме. Според најновата пресметка која што ја направи МЕПСО, може некаде околу 1300 до 1500 мегавати да влезат во системот без дополнителни, ајде да кажам, инвестирања во капацитети. Меѓутоа, ако сакаме повеќе од тоа и ако сакаме дополнително да ја намалиме увозната зависност, мораме да го изградиме Чебрен, мораме да ставиме батерии за да можеме да го контролираме системот. Значи да се обезбедат резерви за контролирање на системот, за балансирање на самиот систем. Македонија е енергетски зависна држава. Колку фирмите, компаниите што ја дистрибуираат струјата, увезуваат јаглен и газ, директно на некој начин ги саботираат напорите
за инвестиции во обновливи извори на енергија? Па не би рекол дека фирмиве со увозот на јаглен ги саботираат инвестициите во енергетиката, затоа што видовме во претходната година што се случи, колку многу се инвестираше во енергетски капацитети, особено во фотонапонски електроцентрали, според појатоците од регулатора, некаде 100 до 150 нови капацитети на обновливи извори треба да влезат, односно 100 веќе до заклучно со 31.12.2022 година произведуваат, голем број имаат извадено лиценци и оваа година до крајот на годината се очекува овој капацитет да достигне некаде можеби до 350 мегавати зависно од динамиката како ќе се реализираат проектите. Меѓутоа се прилично инвестира во обновливи извори и голем број од компаниите всушност кои што се индустриските поврзани со индустријата инвестираат во капацитети за производство за задоволување пред се на своите потреби, а вишоците ги продаваат. Државата успеа на некој начин да најде или да обезбеди 2 милиарди евра за изградба на автопатишто, но не може да смогне сили и да обезбеди средства за Чебрен кој ориентационално би чинел помеѓу 700 и 850 милиони евра. Ако зборуваме во делот на стратешки проекти, треба да правиме дистинкција помеѓу Чебрен и проектот за кој што вие го спомнете од 2 милиарди, затоа што тендерот кога е објавен за Чебрен е пред објавување на Законот за стратешки инвестиции по кој се прогласени овие проекти за кои што зборувате вие за стратешки проекти. Меѓутоа, приказната со Чебрен е малце подолга приказна и овде пред се проблемот беше со исплатливоста на овој проект. Како се менуваат цените на електричната енергија на берзите, така се менуваше и исплатливоста на овој проект, дали ќе се реализира или нема да се реализира, и затоа во одреден период беше и стагнација во објавување на нови повици за изградба на Чебрен, токму поради тоа што цената на берзите беше 40-50 евра по мегават час, цена при која што Чебрен не неисплатлив како таков проект за изградба. Меѓутоа, новите состојби кои што се случија го прават овој проект повторно атрактивен, затоа што цените сега на електричната енергија се прилично зголемија. Дополнително ни треба, реков, ваков капацитет за балансирање на системот. Балансната енергија е многу поскапа од енергијата која што се продава на пазар и согласно на тоа, значи Чебрен е повторно во игра како проект. Не само Чебрен, туку во регионот се разгледуваат и други можности за вакви типови на пумпно акумулациони хидроелектрани. Веројатно зашеметени од фотоволтаичната еуфорија, како да заборавивме на капиталните инвестиции како хидроцентрали, гасоводи. Изградбата на гасоводите, пример, ќе ни помогне исто така во изградба на одредени капацитети за производство на електрична енергија од природен газ, кои што електрани ќе ни помогнат исто така во балансирање на системот. Кога зборам за балансирање на системот, пред се мислам кога немаме производство доволно од соларни и ветерни електроцентрали, овде се гасните електрани, хидроелектраните кои што ќе овозможат да имаме сигурно снабдување со електрична енергија. Така да паралелно мора да се работи на сите полиња, не само да се градат обновливи извори, туку мора обновливите извори да бидат пропратени заедно со изградба на Чебрен, заедно со изградба на батериски системи, заедно со изградба на овој гасовод за кој што зборуваме. Кога се соочувавме со енергетската криза, речиси сите беа ваши колеги со идентичен став дека ова што денес ни се случува е резултат што 3 децени не сме инвестирале во енергетските капацитети. Може ли сега да ни се случи реприза на евентуална нова енергетска криза? Денеме дури американската амбасадорка Чинам Агерер предупреди ќе дојде нова зима, што ќе правиме? Видете, ние имаме еден хроничен проблем. Тој хроничен проблем изгледа ќе се излечиме од него, а тоа е да учиме од нашите грешки, но и од грешките од другите во регионот. Тоа значи дека ако не сме инвестирале 30 години, тоа е точно дека многу малце е инвестирано во последните години, овие 30 години за кои што зборуваме, во нови енергетски капацитети, и тука има неколку причини. Неколку причини ги гледам пред се во тоа што некако пред се политичкиве елите мислам дека не може да се усогласат околу тоа дали треба или не треба да се гради. Кога едните се на власт велат дека некои проекти треба да се реализираат, другите велат дека
да треба да се реализираат, меѓутоа цената производна одреден капацитет е повисока од цената на берзите, подобро е да увезуваме и така натаму и не можеме да најдеме согласност дали некои проекти треба да се реализираат или не. Професор Дединец, дали останува заклучокот дека треба да се стави клуч на рек Битола, да се затвори? Видете, значи, кога зборуваме за рек Битола, не е едноставно само да кажеме да го затвориме рек Битола. Значи, тука има голем број на фактори кои што влијаат во однос на тоа дали ќе се затвори или нема да се затвори. Тоа е напишано во стратегијата. Ние ќе го затвориме рек Битола кога ќе направиме доволно капацитети кои што можат да го заменат производството. Реков, паралелно со изградбата на обновливите извори треба да се гради и гасоводот, кој што ќе овозможи барем една централа да можеме да ја оспособиме дополнително да работи на природен газ сега, а можеби во иднина да работи и на хидроген. Само на тој начин ние можеме да го субституираме производството од Битола. Не е идејата само да го затвориме како што се презентира тоа, да го затвориме Битола. Не. Идејата е производството кое што моментално произведува Битола да може да се субституира со некои други извори на енергија. На крајот, господин Дединец, ако тешко се обезбедува газ за ТЕЦ Неготино, за рек Битола, се поставува прашањето каков енергетски менеджмент имаме, кога речиси секоја зима кубуриме со недостиг на јаглен, мазут, газ. Реков, тоа е идејата да можеме не само во текот на летниот период кога ќе произведуваат овие фотонапонски, да можеме да ги користиме одредени капацитети во текот на зимата. Чисто ќе кажам пример, значи можеме со изграда на повеќе ветерни и соларни електроцентрали, мај, јуни, летните месеци па и септември, да не трошиме вода од хидроелектраните како што трошиме сега, таа вода да ја чуваме и да ја користиме во текот на зимскиот период. Тоа е едно од решенијата. Во делот на гасот се планира да се изгради овој гасовод према Грција, да се направи дезерификација на снабдувањето со природен газ, што ќе овозможи да имаме можност да купуваме природен газ и од други добавувачи на природен газ. Сега се направи одредени измени во регулативата со кои што се овозможува и со моменталниот капацитет кој што го имаме према Бугарија да се купува природен газ од други добавувачи, се направи одредена дезерификација, меѓутоа не така голема. Така да тоа ќе ни овозможи да имаме сигурност и да обезбедиме, реков, во некоја блиска иднина да можат дали Неготино, дали дел од Битола да се пренаменат на природен газ и да можат да обезбедат и во зимските услови да го немаме проблемот кој што го имаме сега. Но кога зборуваме за природниот газ, мора да кажеме дека и тоа е увозно гориво, така да мора да бидеме внимателни колку ние ќе сакаме да се субституираме од производство на електрична енергија од природен газ. Значи мора да направиме баланс, реков, мораме да ја намалиме увозната зависност и да ја сведиме на некаде 50%, па и да ја намалиме и под 50%, за да можеме да кажеме дека имаме добра и сигурно снабдување со енергија во Македонија. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам уште еднаш за поканата.